мојот соговорник и пријател Дарко Симуновски е човекот кој што напиша првата книга на македонски за криптовалути, значи несомнено имам многу што да каже. И јас и тој во некои претходни интервјуи и видеа зборувавме за некои работи за кои што буквално ни се смеја или буквално се кажуваше дека збориме глупости, одеднаш тоа што го зборувавме за финансискиот систем почнува да се остварува. Пред се остварува преку пропагањето на редица банки во Америка. Дарко, добре дојде и од овде ќе почнеме, значи, со оваа тема. Владко, добре те најдов. Секогаш ми е чест и задоволство кога гостувам во твојот канал и им препорачувам на сите што не се немаат преплатено на Татунчо да се преплатат, затоа што на вистина Татунчо е еден од ретките канали што има разновидност, различни теми, интересни теми што ги задира од сите области, така да преплатете се, лекувајте, споделувајте и ние сме секогаш тука за вас за да даваме интересни теми за вас, публиката. Така, Дарко, значи, како што реков, да почнеме од овој феномен што го имаме денови, значи, крахирањето на неколку големи банки, значи, Signature Bank, Silicon Valley Bank и другата ја заборавив, ќе не потсетиш ти, и да видиме зошто е ова важно, всушност што стои во позадина на пропагањето на овие банки. Да. Вака, Владко, значи, сите оние кои што досега се имаат едицирано како функционира банкарскиот систем, јасно им е зашто пропаѓаат, но меѓутоа таа бројка е многу мала. Затоа јас во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата, да им појаснам многу, јас немам тука само за криптовалути пишано во книга, токму имам пишано зошто банките ќе пропаднат. Јас тоа го имам пишано тука. Систем на фракционални резерви. Значи, тоа во книгата е многу објаснето. Што значи тоа? Тоа значи дека сите банки во цел свет раководат со средства што ги немаат, вадат пари од воздух. Што значи тоа? Системот на фракционални резерви. Тоа значи, тој систем е воведен во 17 век. И според тој систем, цел банкарски свет функционира денес. Тоа значи дека, ако пример Владко остави 1000 евра во банка, банката може да изваи долг 10.000 евра. Затоа што Владко оставил депозит 1000 евра. Така да 1:10 е тоа. Значи, буквално банките вадат и даваат долгови за било што, кога некој оди да купи куќа, стан, на кредитирање. Тука нема трансфер на пари, вистински пари нема, тоа е бројка во централизираниот леџер во банката и они само префрлуваат таа бројка наводно на пари на некоја си фирма што пример го продава станот. И фактички тој долг што тој ќе го земе наводно станот треба да плаќа 7-8% каматна стапка, можеби повеќе секако што се каматните стапки качени. Сега, зошто пропаѓаат банките, да прецизираме? Токму поради овој систем на фракционални резерви, затоа што кога идеме во една ситуација каде што имавме инфлација многу висока и уште се бори цел свет со инфлацијата, централните банки за да ја намалат инфлацијата што прават? Они качуваат каматната стапка, на централните банки качуваат каматната стапка, но тоа е проблем за банките затоа што тие вадат, како што рековме пред малку, пари од воздух. Сега, кога ќе се качат каматните стапки, за банките станува потешко да се менаџираат тие долгови. И фактички тука има еден притисок и плюс притисок има луѓето, затоа што од луѓе, од фирми, затоа што они сакаат да ги повлечат средствата, не можат да земаат кредитирања или не сакаат затоа што е поскапо и во тој случај банката колабира. Значи, таа е главната причина зошто ова се случува и зошто наредни банки ќе пропаѓаат. Во Америка досега пропаднаа 3 големи банки, Silicon Valley Bank, што важи за една најголем пад на банка после Lehman Brothers во 2008. Тие што се повозрасни се сеќаваат на падот во 2008, имаше еден голем економски пад, но меѓутоа секој пат на крај на денот спасителот беше централните банки каде што извадија, испринтаа плюс пари за да ги откупат банките за нивното недомаќинско работење со наши пари од ние луѓето што плаќаме даноци.
тие банки се откупени со наши пари, значи тоа мора да го прецизирам. Сега, што се случи во Америка? Да прецизираме. Пропаднаа 3 банки, значи Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank. Еве конкретно имам информацијата за Silicon Valley Bank. Зошто пропадна? Затоа што они има купено обврзници, bonds, има обврзници од Федералната банка пред Федералната банка да почне да ја качува каматната стапка. Кога почна да ја качува каматната стапка, тие обврзници станаа поскапи за нив и имаше голема разлика во цената. И така да тие има проблем тука со обврзниците затоа што им станаа поскапи преку ноќ. Тоа е едната работа. Втората работа, како што реков, инаку Silicon Valley Bank е банка што ги поддржава сите компании што се за технолошки развој. Претежно со нив соработуваше и тие што беа фирми што не сакаат да земаат понатака кредитирање на повисоки каматни стапки, они сака да си ги повлечат своите заштети што ги има во банката или пари што ги чуваат за ликвидност. Они почнаа да ги повлекуваат, трошковите за Silicon Valley Bank станаа поголеми и со тоа банката колабира. И слични се и другите причини зашто и Silvergate и Signature Bank пропадна, тоа е слично, но меѓутоа ова зараза, нешто како COVID кризата, ова зараза ќе се шири во цел свет. Сега очекувам јас во Европа да пропаднат доста банки. Мислам дека во првите големи банки што ќе пропаднат ќе бидат Credit Suisse. Јас исподелував пред некој ден за Credit Suisse, пишав таму, исподелував графикони како нивните акции паѓаат 5 години за ред, само паѓаат и очекувам се извинувам, значи очекувам таа да биде наредната банка што ќе пропадне. Исто така Deutsche Bank очекувам да пропадне. Зошто? Deutsche Bank има пута 600, морам да повторам, пута 600 повеќе долгови од средства. Значи тоа е страшна работа. Излезени се тие официјални платоци, секој што е заинтересиран може да ги види. Така да, значи банкарскиот систем де факто ние ќе видиме сега уште еден колапс како од 2008, а можеби ќе биде и поголем. Сега тука има прашање што потоа, али јас препорачувам во другиот дел од видео да одиме да објаснам зошто тоа би се случувало. Да, знаеш, многу пати тој фракционарно банкарство си имам обидувано јас да го објаснам во смисол, ако јас нека мојата плата поминува низ одредена банка, да речеме 1000 денари, на моите 1000 денари банката накалемува уште 9000 денари кои што ги генерира како долг. Значи секој што ќе земе пари од банката не му дава пари, туку му го зема правото на идните заработки. Плюс камата. Нешто што генерира инфлација по дефолт. Друга работа што сакам да те прашам, дали ова не е некако значи поврзано и со тоа што во 2020-2021 година нели имавме намерно кочење на економијата, а после тоа имавме и ненормално испуштање на валута од централните банки и мораме да кажеме на ниски каматни стапки тогаш, значи беа поприлично дарежливи централните банки и одеднаш сега кревање ручна. Дали тоа не е исто така поврзано? Апсолутно дека е поврзано, затоа јас многу пати на многу видеа и на јавни интервјуа и на моите видеа YouTube и кај тебе преколно спомнав, COVID кризата е катализатор за ова дене што го гледаме. COVID кризата што беше наметната, им се даде направо на банките повторно да можат да принтаат дигитални, нели, пари од никаде, од ништо, без да има подлога за тоа и без да има производство. И нормално дека кога се принтаат пари каде што немаат покритие, нормално дека ќе има голема инфлација. Јас уште тогаш кажував дека ќе поради тоа ќе има голема инфлација. И јас уште пред 7 месеци ја најавив оваа рецесија што се случува денес, затоа што тие работи така одат. Значи за секој еден човек, ако зема пример некој човек 500 евра, а сака да оди да се коцка, да коцка 1000 евра, нормално дека долгови ќе и накрај ќе пропадне сето таа цела приказна. Така да и со банките истото е начинот. И апсолутно дека ова е поврзано со таа криза
и дефинитивно сега ние ги трпиме тие последици. И јас мислам дека тоа е намерно фингирано за креирање на еден нов финансиски и монетарен систем. Нов Бретон Вудс. Така, сега, значи, во тој контекст, јас мислам дека централните банки намерно им го затегаат јаремот на комерцијалните банки, затоа што, нели, и јас и ти имаме зборувано дека ќе се воведуваат дигитални валути во кои што централните банки буквално ќе немаат потреба од комерцијални банки затоа што ќе бидат директни издавачи на таа централна валута и ќе оди во аптек директно преку имање сметка во централната банка, ќе нема потреба, нели, за како сега посредник комерцијална банка низ која што мора да поминат парите. Мал коментар околу тоа? Да. Значи, за појаснување за сите, овие дигитални валути на централни банки, што ние прв пат зборнавме во Македонија за оваа тема, прв пат јас исто така спомнав и во книгата имам исто така еден дел во 9-тиот модул. Во 9-тиот модул објаснувам за дигитални валути на централни банки и сето тоа е многу убаво објаснето како ќе функционира. И тоа ќе функционира на следниот начин. Овие комерцијални банки што луѓето денес ги гледаат, 90% од овие комерцијални банки што ги гледаат мали локални банки нема да постојат, ќе пропаднат. Сега, јас мислам дека ова сега криза што ќе биде како иницијатор, катализатор за една таква криза да се распадне овој финансиски банкарски систем, значи со распадот на овој финансиски банкарски систем ќе се наметне целосна контрола на централните банки. Затоа што, за тие што не знаат да прецизирам, дигитална валута на централна банка ќе биде дигитален програмибилен токен, што секоја една фирма, физичко лице, било кој ќе има сметка со централната банка, нема да има со комерцијална банка. Нема да постојат шалтери повеќе, значи тоа ќе биде минато, веќе сме следоваци каде гледаме во западните земји, каде што ги тргаат банкоматите, затвораат експозитури на банки, така да тоа сценарио веќе го гледаме и поентата што е со тоа? Кој ќе се распадне овој банкарски систем, ќе дојдат дигитални валути на централни банки како спасители. Ќе им се понуди како опција за спас на луѓето што веќе пропаднале и ги изгубиле своите заштеди и ќе им речат: дечки, сега еве имаме еден нов монетарен систем, дигитална валута на централна банка, вашите банкарски сметки ќе бидат преку централната банка, преку овој програмибилен токен, каде што буквално секој еден поединец, секоја фирма ќе биде 100% цензурирана, контролирана и според жалбите на централните власти. Исто така, тие имаат во својата програма која ќе се наметне дигиталната валута на централна банка, тие јавно тоа го кажуваат. Се што зборувам со официјални податоци, морам да потенцирам, да не мисли некој дека овде некој нешто зборува за теорија на заговор. Значи, они кажуваат дека нашите дигитални валути на централни банки кои ќе ни префрлат, они ќе имаат burning токен, ќе ни ги тргаат нашите средства. Што значи тоа? Значи луѓето не ќе можат да штедат, да ставаат заштеди секој месец и да ги чуваат со години. Не, тоа нема да биде возможно. Сите ќе работат од месец за месец, буквално ќе бидат слуги на системот. Зошто? Затоа што според Лагард ова официјално го каже, за тие што не знаат, Лагард е представителка на Европска централна банка, она кажа дека тоа ќе се воспостави за инфлација, да нема многу инфлација. Значи да има помалку оптек на пари и тие што ќе бидат да бидат употребени тие пари. И така да, значи на крајот на денот цело човештво ќе биде само уште повеќе поробено и ова структура на банкарски систем што е сега, да речам, малку децентрализирана, затоа што нормално за да направиме еден трансфер од Македонија, пример, до Италија, треба да одиме преку комерцијална банка, па централна банка, па SWIFT систем, па после тоа да дојде до рацете на другата земја на примателот. Сега ова нема да оди преку банки, тоа ќе оди само преку централните банки во SWIFT системот, каде што ќе биде како една платформа за тие дигитални валути на централни банки, каде што ќе се разменуваат меѓу себе и како што реков, централните банки ќе имаат тотална контрола на вашето живење и ќе се наметнуваат овие дистописки идеи, али сето тоа заедно ќе оди со дигитален идентитет.
И дигиталниот идентитет е круцијален дел за да можат дигиталните валути на централни банки да бидат реалност и да можат да бидат употребувани 100% во секојдневието на сите луѓе. Ако луѓето дозволат да дојдеме до овој степен каде што сите ќе имаат дигитален идентитет и дигитална валута на централна банка, во тој случај можат сите да се поздрават со слободите што ги имаат, луѓето ќе станат буквално робови преку ноќ. Добро, околу теориите на заговор кружеше едно меме пред некое време, вика криза во светот затоа што има недостаток на теории на заговор, затоа што досегашни инвестиции се исполнија како вистински. Што е така. Околу дигиталниот идентитет, значи имав одредена полемика на видео кое што јас го постирав, отворив полемика и сега многу луѓе излегува дека се противат на тој дигитален идентитет. И јас онака провокативно ја ставив идејата, викам, кога бевме обврзани да направиме биометриски документи кои што се почетниот стадиум, основата на тој дигитален идентитет, ни го дадоа тоа визно леснување, сега ќе можеме да патуваме низ Европа, како добра работа и сите потрчат, дури имаше и редици, се сеќаваш во 2010 мислам беше, значи луѓе буквално чекаа со месеци за да направат биометриски пасорд, подосна лична карта и буквално се измена. И сега се стана биометриско. Повеќето од луѓето не знаат дека тие документи, кај нас се уште ја нема технологијата, и за да се применат тие документи во себе содржат чип кој што може да се поврзе со електронски уреди како што се смартфон и редица други работи, така што еден ден стварно ќе немаме потреба новчаник да носиме за ништо, затоа што се ќе биде или во телефон или во нешто што ќе биде уште по напредна технологија. Значи тоа е тргнато на пат и сега значи го нагласувам фактот дека нема ништо да дојде присилно, луѓето ќе го бараат тоа. Ќе биде направено така да го бараат. Така што веројатно ние сме едни од малкуте луѓе кои што кажуваат дека кои се опасностите тука. Значи треба да бидеме, има една убава книга се вика како да пливате со ајкули да не бидете изедени, и јас викам, значи додадов мисла на тоа, треба да се биде пирана во море од ајкули. Да. Значи не можеме да бидеме некој голем ајкул, но мораме да бидеме пирани, значи мораме да бидеме и ние помалку агресивни. Дарко, ајде малце за крипто да те прашам. 2022 година беше страшна за криптосветот, јас ја нарекувам криптозима. Групите по Facebook буквално како да замолчеа, групи од десетици илјади луѓе внатре, значи не се збореше ништо, значи таму некаде од мај месец 2022 година, па до пред некое време не беше штама буквално. Зошто е тоа така? Тоа е само ради една причина, Владко, сите тие што се влезени во криптото, сега зборувам за тие што се влезени, тие се влезени инцидентно, без да прочитаат книга, без да сватат дека за да се инвестира во било кое финансиско средство, треба сите да разберат дека криптовалутите представуваат финансиски пазар, финансиско средство, како акции, како врзници, како комодитети. Значи, за да бидете вие инвеститор, кој да е, морат да се едуцираш, бе човече. Овие, знаеш што прават? Му кажал комшијата, стави во Шиба Ину, течкото поим нема што е Шиба Ину, поим нема што е вложување, поим нема што е финансиско средство, иде купува Шиба Ину. Значи, тука е проблемот. Значи, луѓето се неписмени. Се додека не почнат да се едуцираат, да учат книги за финансиски средства, ќе губат и секој пат ќе прават обратно од тоа што прави инвеститори како мене прават. Јас секогаш вложував кога маркетите се долу. Јас цела 2022 година од месец за месец како што можев вложував и плюс ставав пари. Значи вложував фиат валути во финансиски средства, најмногу вложував во криптовалути и во комодитети, во злато, во сребро. Тоа јас го правам со години. Исто така, сакам да им прецизирам дека 2021, кога беше бул маркетот, јас пошто веќе се занимавам одамна, исто така правам портфолио за физички лица, за фирми и така натака. Јас многу добро се сеќавам кога беше бул маркетот, од кога замина биткоин преку 50.000, мојот телефон постојано звонеше, постојано луѓе се ува и бара и сака да вложат.
Но меѓутоа кога беше летото негде околу 25-30, не се сеќавам сега, во тој период малкумина се ува и малкумина се интересира. Истото се повторува и сега. Секогаш луѓето, повеќето што влегле во крипто, еве конкретно за криптото, што почнале да инвестираат, они не се едуцирани. Се додека не почнат да се едуцираат, да разберат како оди финансиските пазари, зошто има падови, значи тие работи додека не ги разберат, никогаш не ќе може да направат пари. Јас познавам многу луѓе што се со години вложуваат во криптовалути и се уште се без пари. Зошто? Затоа што немаат едукација, одбиваат да научат. Јас не знам зошто. Јас познавам луѓе што вложиле преку 10.000 евра, 20-50.000 евра без да прочитаат една книга. Тоа е фасцинантно. За мене е фасцинантно да без да се едуцираш, да ставиш толку многу пари, за мене е фасцинантно. Јас како почнав, еве конкретно да кажем. Јас почнав со 100 франака, Владко. Со 100 франкои. Зошто? Оти не бев сигурен што е тоа биткоин. Не знаев што е тоа етериум. Како што се едуцирав, така повеќе се опуштав и така повеќе вложував. Јас сум денес 100% all-in во крипто и во комодитети и други работи што ги вложувам како инвеститор. Јас буквално фиат валути користам само кога треба до продавница да одам. Ги конвертирам од крипто во фиат валути за да можам да си платам тековни трошкови. Фиат валути исто така тие што вложуваат штедат пари в банка. Штедат пари в банка. Зошто некој би штедел нешто што е неограничена залиха? Значи тоа кажува дека се неедуцирани, неуки и замислете да штедиш ти пари в банка, значи ти си неук. Зошто би штедел ти нешто што е со неограничена залиха? Нема логика тука. И затоа луѓето постојано губат и како што реков, сентиментот. Сентиментот ги води и затоа губат. И како што реков, ако сакаат да направат пари, ако сакаат да стекнат независност, мора да се едуцират и мора да играат обратно. Ако маркетот паѓа, ако луѓето се исплашени, тогаш се вложува. Јас првиот мој биткоин и мои вложувања крупни ги направи во 2019 кога имаше пад. Во 2020 кога имаше пад. Јас тогаш вложував. Во 2021 бул маркетот јас продавав, додека другите купуваат тогаш. Значи, тој сентимент додека не се промени, не може да се направи пари од ова. Од било што, секој еден инвеститор што е едуциран прави обратно како што е пазарот. Кога јас се радувам на крашеви, брат. Значи јас се радувам, јас сакам да има крашеви. Јас сакам да падне да има голем краш и да дојде биткоин пример. И знам дека нема да дојде, ама пример да дојде и до 10.000. Мене ми одговара тоа. Зошто? Да си прикупам. Затоа што другиве немаат поим, не се едуцирани, тие ќе продаваат, исплашени се, јас ќе си купам. Затоа, се додека ова не се разбере, не може да се постигне финансиска независност. И исто така морам да прецизирам. Не значи финансиска зависност ако некој бизнисмен има пари во банка. Тој е тотален зависен, тој не е финансиски независен. Финансиски независен е кога поседувате злато, кога го имате златото во своји раце и кога поседувате биткоин. И некој ме прашуваат, Дарко, зошто ти не ги спомнуваш други криптовалути, зошто само биткоин го спомнуваш? Многу едноставно. Одлично прашање. Да. И многу едноставно. Зошто? Затоа што биткоин е единствена криптовалута што е 100% децентрализирана, нема шефови, нема CEO, нема газди, нема никој ентитет што може на било кој начин да го регулира. Биткоин е комодитет. Биткоин е дигитално злато. Значи тоа која ќе го разбера луѓето, а тоа може да го разберат само преку едукација. Затоа јас сум тука да им помогнам во едукацијата, кој што сака да се едуцира, за да ги разбере овие работи и за да го гради своето богатство. Вака, кај сите оние книги што сум ги читал јас на тема економска едукација, независност, никој не вели инвестирај толку во ова, ќе добиеш толку, значи буквално со суми не се ни расправа. Туку се зборува за едукација. Значи вика единствената инвестиција која што секогаш ќе ви се исплати е едукација. А се друго е прашање на техникали. Ти спомна една работа која што јас се забележав анализирајќи. Биткоин кога паѓа или кога се крева, споредбено
Ethereum, Cardano, нешто слично, значи оние најпознатите криптовалути, гледам дека буквално сите го следат графикот на биткоин. И си велам безсмислено е да се занимавам со другиве од тие причини кои што ги кажа ти. Кога го имаш оригиналот, зашто би се занимавал со нешто што е копија? Зашто би се занимавал со нешто кое што ја нема таа безбедност и потпора? Ги видовме примерите нели на Terra Luna и на слични токени кои што буквално се издиша затоа што има нешто иновативно, ама тоа иновативно беше за да се испумпаат пари преку еден канал, буквално преку еден човек, преку една врска која што е директна таму, значи во биткоин нема никој директен пристап да рече сега ќе избришам се или ќе присвојам се, додека тука очигледно некој го поседувал копчето како да стисне таму. Значи малку и за тоа, значи криптосветот е нешто што буквално стана загушено. Гледам на Binance секојдневно се појавуваат нови токени, значи колку илјади се појавија до сега. И последно луѓе прашуваат дали вреди да се инвестира во ово или во оној. Ајде го поедноставиме тоа. Биткоин и што друго околу биткоин? Вака, значи, јас затоа многу пати го повторувам, исто така и во книгата го пишував, кај во одделот на анализи, фундаментални анализи. Значи, како што има за тие што се во акциите, има фундаментална анализа. За да анализираме една акција, значи во таа фундаментална анализа си има одредени параметри, да видиме како некоја фирма работи, колку има вработени, колку има профит и така натака, и што работи и така натака, за да видиме дали таа акција вреди да се вложи. Затоа што има еден проблем тука, затоа што тие што се почетници во крипто сакаат да се понашаат како трейдери, како трговци. За да бидете вие трговец, вие треба да имате уназад барем 5 години искуство, да губите пари, да се научите и да учите многу книги како се тргува, па после да тргувате. Значи тоа е за професионалци, не е за некој што вчера почнал и сака да изиграва трговец. Што треба да се направи? Фундаменти. Има начин како фундаментална анализа да се направи на криптовалути. Јас тоа го опишав, детално го опишав тоа во книгата. Значи, кога ги следиме тие фундаментална анализа, кога правиме на одреден коин, на токен, на одредена криптовалута, во тој случај ние од прилика можеме да знаеме за каков квалитет станува збор, за кој сектор од криптоиндустријата станува збор. Затоа што криптоиндустријата, затоа јас ја нареков книгата фундаменти на криптоиндустријата. Затоа што криптосветот е една нова наука и има многу категории и подкатегории. И треба да се разберат работите, кој е, каде, што е, зошто служи и да се види, значи, одредени работи. Кога се прави фундаментална анализа, значи има одредени работи што неколку сега ќе набројам. Пример, треба да видиме прво за што станува збор. Дали е тоа коин или токен? Зошто го спомнувам? Коин, односно монета, е нешто што има свој матичен блокчейн, како Ethereum, пример. Ethereum има свој матичен блокчейн, Ethereum. Polygon има свој матичен блокчейн. Polygon Matic е коинот на тој Polygon блокчейн, пример. Сега, апликации што се изградени од озгора на Ethereum, како MakerDAO, Uniswap и многу милиони и илјадници други апликации, од прилика да не ги наредиме сега, тие платформи имаат токени. Значи, тоа му иде, еве вака да направиме, да упростиме за секој еден човек да не разбере, дури и повозрастните да не разберат и тие што не се во крипто. Да замислиме дека сега во центарот на Скопје, кога купувате, пример, имот, и да речеме, ако можеш да купиш земјиште, тоа нека го разберат дека тоа земјиште е биткоин. Ако купуваат некоја зграда, пример, таа зграда што некој инвеститор ќе ја купи, нека го замислат дека таа зграда е Ethereum. И исто така нека замислат дека тие фирми што работат како канцеларии, фирми внатре во таа зграда, било што и да се, значи тие фактички платформи што се на блокчейнот изградени од озгора. Значи така нека ги разберат овие работи. Најпросто, наједноставно за секој еден почетник да ме разбере. Значи прво тука треба диференцијално
да видиме дистинкција да направиме кој е што е. Тоа е првата работа. Втора работа што правиме. Гледаме каква технологија тој проект нуди. Што е таа технологија? Зошто таа технологија е посебна? Или е само копи-пейст на уште стотина исти такви? Значи, тоа е многу битно да се види. После, гледаме со што се занимава тој проект и гледаме која е конкуренцијата. Пример, дали во тој сектор, пример DeFi платформа која е, да видиме колку DeFi платформи има. Ние знаеме дека има илјадници DeFi платформи. Така да, значи, за некоја DeFi платформа нова, за да исплива на површина, треба да биде многу посебна. А јас тоа не знам како би била многу посебна, пошто видов многу видови на DeFi платформи. Пример, сакав да кажам. Исто така, дали тој проект нуди нова иновација, како покадот. Зошто јас покадот го зборувам неколку години уназад? И прв го спомнав во македонска сцена. Никој не зборуваше за покадот кога јас уште зборував уште на првото интервју кај тебе зборнав за покадот. Да, зошто? Затоа што покадот понуди иновација. Покадот е трета генерација на блокчейн. Покадот е нулта слој блокчейн. Што значи тоа? Дека на тој нулта слој блокчейн може да се градат уште 100 други блокчейн мрежи. Значи правиме мовет за еден робусен систем што се гради. Тоа е еден джин што треба допрво да се разбуди. Исто Кусама. Кусама е копија на покадот, осликување. Го викаат сестринскиот синџир. Значи, Кусама функционира исто. Исто така Avalanche. Зошто Avalanche го спомнувам? Затоа што Avalanche е тој принцип. Космос Атом, истиот принцип. Зошто овие ќе успеат? Затоа што они понудија иновација. Што дека сега јас ќе видам уште, гледам уште, излагам на секој Layer 1. Што ми е гале за други Layer 1, ко прво не се компатибилни со Ethereum, а тоа е многу битно, EVM компатибилност, затоа што скоро 70% апликации што постојат се на Ethereum изградени и на неговите слој 2 мрежи. Значи, од тука тоа е многу битно. Сега, што дека ќе извади некој Layer 1 што не е компатибилен ни со Ethereum, џабе. Значи, ништо посебно не гледам тука. Затоа јас овие ги спомнувам и верувам во овие проекти, затоа што они дадо иновација. Многу е битно иновацијата. Сега, кога навлагаме во техничка анализа, исто така многу работи што се битни. Мерење на мрежата. Што значи тоа? Колку имаме ние учесници во мрежата? Колку апликации се градат? Колку имаме програмери што работат на таа апликација или на тој блокчейн, на таа мрежа? Значи, овие работи, параметри, кои ќе ги земиме сите и кои ќе направиме една споредба со другите што се во таа категорија, и тоа се вика фундаментална анализа. Кога ќе направите фундаментална анализа, вие си вложувате додека маркетот е долу, ги вложувате и го фрлате телефонот, не го гледате, кога ќе дојде bull market после година дена, без разлика кога иде, сеедно кога ќе дојде. Кога ќе го имате овој мајндсет како јас што работам, фундаментална анализа, вложување кога маркетот е долу, фрлање на телефонот, да не се замараш, и кога ќе си дојде моментот, благодетот секој еден може да го почувствува. Али, мора да биде со фундаментална анализа за да одредиме каков проект да вложиме. Така, едно блиц прашање многу на кратко. Денес биткоин допре $26,000 и сега е близу 26 сега дојде. Гледам директно на Binance. Дали сме во була или ова е само привидно? Не, ова е само бул сигнал. Не верувам дека ќе има бул маркет. Зошто? Затоа што јас тоа многу пати го кажувам, криптоиндустријата, криптомаркетот е дел од финансиските пазари. Финансиските пазари допрва ќе крашираат, затоа што банкарскиот систем треба да крашира. Ова што го гледаме, овој позитивен тренд моментално во овие неколку денови, е како одлика на банкарскиот систем, затоа што тие што се случува? Има многу луѓе што се плашат, ги повлекуваат своите средства од банките и ги вложуваат во биткоин или во некои други криптовалути или во злато. Златото исто така се накачи. Јас кажав едно предвидување пред неколку месеци дека златото очекувам ова година да дојде и до $3,000. Тоа го кажав уште пред неколку месеци и еве гледаш златото оди горе. Така да луѓето лека полека се освестуваат, сваќаат на оваа најголема понзи шема што постои во историјата на човештвото, тоа е банкарскиот систем, таа е најголемата понзи шема.
и балонот што ќе пукне се банкарскиот систем и сета тие долгови што се заедно со банкарскиот систем, а иглата што ќе го вдупне тој балон е биткоин. Така да, значи, луѓето се освестуваат лека по лека и ги пренасочуваат своите средства. Дури имаше ММФ една изјава дека стравуваат дека луѓето ќе продолжат со овој тренд да ги ваѓаат своите пари од банките и ќе ги реинвестираат во комодитети и во криптовалути, односно најмногу во биткоин. И тие тоа јавно го кажа, имаше извештај за тоа, така да тие се свесни, многу добро се свесни за тоа, затоа тие трчаат со дигитална валута на Централна банка, за да можат после да ги лимитираат луѓето. Што мислиш ти, Владко, кога ќе дојде дигитална валута на Централна банка? Мислиш дека обичен everyday Joe ќе може да купи крипто, биткоин? Не, нема да може. Ќе купуваат само брокери, ќе купуваат институционални банки, институционални играчи, големи корпорации, а обичниот човек ќе биде лимитиран да купи. Ако програмата не ти дозволува да купиш, нема да купиш. Значи, ако не е програмиран да можеш да пристапиш до крипто платформи и да купиш, нема да купиш. Да. Абе, логички да гледаме, зошто они се брзаат? Многу едноставно зошто се брзаат. Затоа што се плашат луѓево да не случајно разберат дека биткоин е биткоин е вистинскиот и правилен монетарен систем. Ако сакаат луѓето да научат што е правилен монетарен систем, како треба да изгледа, нека прочитаат white paper на Сатоши Накамото и ќе видат како треба еден финансиски систем да функционира. Така да, значи, тие се свесни за тоа и затоа се брзаат. И затоа се случува денес. Во контекст нели на едукацијата што спомна претходно, значи секој што сака да влезе во крипто, значи како некој да кажува дека е религиозен да не читал Библија и Евангелие, значи така и white paper од Сатоши, значи треба да почнеме од тука, па дури се друго понатаму. Сега ќе ти кажам една историска лекција поврзана со ова која што ние ја имавме порано во Југославија, но очигледно луѓето не сакаат да се сеќаваат на тоа. И одлична лекција. Кога се растураше Југославија прва прогласи независност Словенија. И веднаш после тоа прогласи монетарна независност. Значи го воведе толарот како сопствено средство за плаќање. Се она што остана како динари, наместо да земат да ги уништат, да ги запалат, ги носеа во Хрватска, во Босна, каде што може да стигнат и ги разменуваат за марки. И ги враќаа марките во Словенија како валидна странска валута. Значи тоа беше една многу велат дека тајната на успехот почетните години на Словенија се базира на таа операција каде што се што беше динар не го претворија во толар, а динарот да го понесат, туку буквално динарот го извезува во она што остана од Југославија, а после знаеме како заврши Југославија, се растури. Ајде малце макроекономија поврзана баш со ова, значи она што ние го знаеме како западен свет, кон што гравитираме и кај што за жал припаѓаме, е Европа, Америка, Канада, Австралија, Нов Зеланд и Јапонија. Мислам дека тоа е групата која што сега се има поставена во контекст на војната во Украина е антирусија и кај нас се употребува синтагмата меѓународна заедница. Си имаат најдено луѓе кои што имаат пресметано во број на население, овие земји не надминуваат милиарда. А од друга страна имаме Русија, која што е најголемата територијална земја, имаме Кина, која што се уште е најголемата по население, и ја имаме Индија, која што се доближува кон Кина. Значи сите три заедно веќе одат кон 4 милиарди, ако не и повеќе. Значи овде сум добар и не ги ставам Латинска Америка и не ги ставам Африка. Африка знаеме дека е дворот на Кина, купена е целата од Кина, и Латинска Америка од она што слушам анализи, откажува послушност кон Америка и почнува да се групира со овие земји така наречени БРИКС. Сега, минатата година, значи кога почна војната во Украина, бевме сведоци дека овој западен свет кој што го набројав, нели, Америка, Канада, Европа, воведе санкции спрема Русија. Ја блокираше од сите финансиски текови како што се SWIFT, нели, меѓународна размена, едно друго, очекувајќи дека рускиот финансиски систем ќе крахира. Од друга страна гледаме дека Русија после година дена не крахира и прави некои револуционерни промени во својот финансиски систем,
првен ги принуди тој газ што го купуваа во цела 2022 година да го купуваат во рубли. И второ, значи го ја поврза рублјата со злато. Значи направи нешто што доларот се откажа пред 50 и кусур години, тие го вратија назад. И сега кажи ми вака, макроекономија поврзана со финансии, како стојат работите сега во светот? Значи гледаме во Америка веќе пука по шавови. 3 банки во една недела. А овде на исток се случува нешта настрана што нели Русија е богата со ресурси, Индија и Кина богати со население, со индустрија, со ресурсна база во Африка, значи јасно колку што ми е логиката, ако треба да го произведам овој телефон, ми треба ресурси да го произведам. Не можам да го произведам само имајќи купишта пари, нели? Извини за долгиот вовед, тој коментар за целава ситуација. Да. Значи вака сега светот сега моментално оди кон биполаризација. Од една страна го имаме овој стар систем наследен од Бретон Вудс, каде што Америка го има доларот како светска резервна валута и воспоставувањето на SWIFT системот што е под контрола на западните сили и како што видовме тргна Русија од SWIFT, го тргна Иран од SWIFT, ги тргна Северна Кореја, ги тргна сите држави што едноставно што направи Америка? Америка, USA, SAD направи една круцијална грешка стратешки. Зошто? Затоа што овој финансиски систем како што беше поставен во нивна полза, они го направија како оружје. И тоа им беше првата грешка. Со тоа, кога мешаш некои работи едно со друго што не адат кога ги мешаш, тука можеш само да изгубиш. Затоа што, како што беше сетиран светот, нив им одговараше. Сега, од другава страна овие источњаци, значи Русија, Кина, Индија, во БРИКС исто така е Бразил. Бразил е најголема земја во Америка. Значи, по многу параметри, зборувам по население, на луѓе, една на јаките економии, после САД и Канада нормално, така, значи цела Америка и Северна и Јужна која ќе видиме, Бразил е моćна сила. Бразил е во БРИКС исто така. Сега, јас уште кога настана првото санкционирање на Русија, уште тогаш знаев и затоа јас никој пат не искоментирав дека ете готово се Русија ќе пропадне. За разлика од некои економисти, викаат дека Русија ќе пропаднела. Тие не знаат за економија, истите тие економисти. Зошто? Еве сега ќе објаснам. Најглавен ресурс за економијата да оди напред е енергенција. За се да се произведе потребно е енергија. Кој има најмногу енергија? Кој е најбогат во ресурси? Русија. Кој има најголемо производство во светот и извоз? Кина. Која економија оди во најјако темпо, најсилно? Моментално Индија. Бразил, истото се случува Бразил. Бразил во последниве години веќе има големо проширување на економијата и зголемување на експортот. Исто така, Јужна Афричка република, да не забораваме, една од најбогатите земји во светот со скапоцени камења, со рудници на злато и така натака. Исто и они се во БРИКС. Што мислат тие? Зошто е Јужна Афричка република во БРИКС? Затоа што БРИКС, како што они најавија, тие сакаат да направат своја валута што ќе биде подкрепена од енергенци и од злато, од комодитети, со еден збор. Значи од комодитети. Ако тоа вистина го направат, ако вистина тоа го направат да нивната валута биде подкрепена од комодитети, доларот и цел западен систем ќе се распадне вака преку ноќ и ќе изгубат ова биполарна војна во економијата. Тоа е моето предвидување ако БРИКС извади нивна валута подкрепена од комодитети. Ако не е подкрепена, тоа ќе биде веќе пат ситуација, сите ќе си ваѓаат фиат валути од воздух и никому ништо. Но меѓутоа, ако тоа го направат, тоа ќе биде game changer, значи ќе се сменат, цела поставеност на економијата ќе се смени. Сега, уште една работа морам да кажам, дека економијата има циклуси. Јас имам читано од Рей Далио книгата за економските циклуси. И им препорачувам на многу луѓе што разбираат англиски да си ја земат книгата. Ќе ја пишеме тука во линк, во објаснување. Значи, Рей Далио многу убаво го објаснува овој процес.
имаме ние процес во економијата каде што одредена сила излага на површина. Значи, Реј Далио многу убаво го објаснува овој процес. Имаме ние процес во економијата каде што одредена сила излага на површина, значи тоа беше да се навратиме неколку векови во 17-тиот век, негде околу 17-тиот век, Холандија беше број 1 светска сила и нивната валута, гилтер на тоа време, холандскиот гилтер тогаш, беше светска резервна валута. Се распадна Холандската империја, дојде Британската империја, Британија, Англија дојде тогаш. Тогаш после стана фунтата резервна валута. Се распадна и тој систем. Зошто и после дојде Бретон Вудс, каде што со новото прекрување преку војните, првата и втората светска војна, особено преку втората, дојде американскиот долар како резервна валута. Јас мислам дека сега ние сме дојдени во ситуација каде што во овие наредни 10 години до 15 сметам дека тоа ќе се промени и Америка нема да има таа позиција, ќе се промени и ќе има големи потресувања во економијата. Но меѓутоа, ово морам да прецизирам. Секогаш кога се случувале овие транзиции на моќ и транзиција економска на секаков начин, секогаш имало војни. Зошто? Затоа што распоредот на сили иде само преку војна. Така функционира, значи, така го прават. Никој не сака војна, но меѓутоа овие што последните тие што го имаат таа сила и моќ сакаат да ја задржат, а овие нови сили што веќе растат и сакаат да ја земат доминацијата и затоа се случуваат војните. Така да верувам дека во овој период ќе биде многу нестабилен, многу немирен и ќе има транзиција на моќта. И најверојатно БРИКС ќе биде, ако биде поддржана од комодитети, БРИКС валутата ќе биде број 1 и како што гледаме Саудиска Арабија веќе им сврте грб на Америка. Иран исто така е во таа група. Молам? Иран е исто во таа група, значи Саудиска Арабија и Иран богати со енергенси. Да. И тие се тука, официјално Иран уште не е влезен во БРИКС и Саудиска Арабија, но меѓутоа мислам дека и они ќе се приклучат, исто Аргентина веќе и Мексико, не знам дали знаеш, и они сакаат, се заинтересирани да одат во БРИКС. Така да, значи сето ќе стане биполарен и како што реков, уште еднаш ќе повторам, ако нивната валута биде подкрепена од комодитет, тогаш овој западен систем ќе биде колабиран. И уште една работа што сакам да прецизирам. Во оваа криза енергетска, што е наметната од одредени бирократи во Европа, тие е наметна намерно со изговор против Русија. Не можеш ти да санкционираш од нешто што зависиш. Енергенсите се двигатели на економијата. Они си пука во колено и со тоа го сиромашија народот во Европа. Централистите во светот моментално најако функционираат во ЕУ. И исто така очекувам поради тие овие работи и негативни случувања што допрва треба се случуваат во ЕУ, народот во ЕУ допрва треба уште да осиромашува. Веќе тие што живееле во ЕУ, ти живееш во ЕУ, многу добро се сеќаваш како живеа италијанците пред 5 години, како пред 10, како сега, можеш да направиш паралела, секој еден што бил таму го знае тоа. Нивниот стандард паѓа, нивната куповна моќ паѓа и очекувам исто така и Европската унија, се надевам дека ќе се распадне што понабрзина. Јас се надевам дека ќе се распадне, затоа што неиздржливо е десетина бирократи да одлучуваат за стотици милиони луѓе на сите држави во Европската унија. Значи недозволиво е тоа. Не може тоа така да прави. Така, ама многу се исперени мозоците, Дарко. Сега само ќе дадам еден историски контекст на сего што го кажуваш. Западот почива на идеолошките принципи кои што доаѓаат уште од Рим, а може би уште нешто порано, ама да го земеме Рим. И сега Рим како империја се заснова на тоа дека мора да се излезе надвор од собствените граници, да се ограби другиот, да се пороби и врз основа на тоа да се натрупа богатство во самиот Рим, во центарот. Значи периферијата на Римското царство најмалку не била како што бил центарот на Рим, како што била Италија или она што гравитира околу него. И по падот на Рим, Западот поминува низ тој цел среден век, но кога почнува да се крева нагоре во времето на крстоносните војни, го прави истото. Значи крстоносните војни што се? Одење на исток и грабање, убивање и грабање, убивање и грабање. Тие што имале прилика да отидат во Венеција, во базиликата Свети Марко,
можат да видат едни коњи, тие коњи се донесени од Цариград. Зошто го кажувам ова? Затоа што во втората или третата крстоносна војна ми се чини, влегуваат во Цариград, кој што е христијански град, под крстоносците под изговор дека се борат под муслиманите, буквално го ограбуваат градот со сите можни богатства, дали материјални, дали духовни. И затоа после еден век се случува ренесанса на Запад, затоа што тоа што им било потребно за таа ренесанса, знаење, мудрост, богатство го имаат искрадено. И сите негови наследници, значи ги спомна Шпанија, Холандија, Британија и на крај Америка, го применуваат истиот принцип. Значи британската империја, едно е ти да живееш во Лондон, друго е да живееш во Нью Делхи во Индија, кој што бил исто дел од таа империја. Значи во Нью Делхи ќе биде мизерно, зашто? Затоа што сите ресурси што ги дава таа земја ќе одат за Британија, значи за малиот остров, а се друго ќе гладува. Значи тоа е принципот и сега одеднаш сите тие колонии одбиваат послушност, големите играчи од другата страна велат чекај сега, не оди тоа така. И што е најинтересно, Кина е најголемиот поседник на државни обврзници на Америка, така што и да направи Америка е задолжена најмногу кон Кина, пред се кон себе си, кон собствените централни резерви, ама преку тоа централните резерви продавајќи обврзници, најмногу имаат продавано на кого? На Кина. Така што ова сакав да го додадам на крај за да не сватат погрешно луѓето. Кога го зборуваме за овој Запад, секогаш сакам да нагласам дека ние со нашите избори што ги направивме своевремено сме дел од тој систем. Не сме дел од Истокот, ние сме дел од Западот. И ние сме, што уште полошо, ние сме најлошиот дел од тој Запад. Не сме, тие спомна Италија или Франција. Значи Италија и Франција се овде, Македонија овде, и кога ќе почне да паѓа, ќе паѓа заедно. Што значи од ниското ние ќе паднеме подлабоко, тие од високото паѓаат пониско и затоа тоа така не се осеќа. А точно е тоа дека животниот стандард што бил тука, кога си имаше ефтин газ, од 6 центи по метар кубен, цените за газ стигнаат до 1 евро метар кубен. Замислиш кое е поскапување тоа. Не знам колку проценти е, не можам моментално да го испрограмирам. Така што ние сме само, нашата централна банка е само менувачница за евро. Тоа што на времето го направи Анте Маркович, значи ние резервна валута имаме еврото го има доларот, значи во тој систем сме. Ние многу има кај нас на пример многу луѓе кои што се со источнички сентимент за Русија, за се останато, ама ние не припаѓаме на тој систем. Доволно е да ја видат амбасадата на Калето колкава е, за да сватат дека ние сме во малиот джеп на тој Запад. Така што многу пати велам, не можеме преку револуција, не можеме преку бунтување, можеме преку лични избори, лични примери. За крај на овој наш разговор, кажи го твојот личен пример, значи преку сите твои перипетија, патешествија, одење по други земји, каде си сега и како се фокусираш да го водиш твојот живот, значи твојата микроекономија домашна. Да. Јас, Владко, живеев, работев во Австрија, во Виена, работев години таму, исто така години бев во Швајцарија, во Берн, во Цирих последно работев. Значи на различни ситуации животот ме носел на секакви работи и секогаш сум се трудел максимум од тоа што го правам да направам максимум колку што можам. И благодарение на тоа што сум го имал преходно како основа за економијата и благодарение на криптото, јас почнувајќи од 2017 да вложувам додека работев во Швајцарија. Во 2017 јас вложував во криптовалути и исто така во тој период престанав да вложувам во акции, инаку јас вложував и во акции години преходно. Јас се имав таа едукација уште од дете, од татко ми мој Никола. Така да сите тие работи ми беа познати, но меѓутоа едноставно не бев сигурен на кој пат да го фатам. Значи зборувам за 2017-2018. Кога почнав да учам за криптовалутите, кога разбрав што е блокчейн, кога научив што е блокчейн со денови, со месеци постојано, јас и денес постојано учам, никогаш не сум престанал со тоа. И кога ги научив тие работи, кога сватив, тогаш разбрав
дека во темниот тунел има светлина. Видов светлина на крајот од тунелот и едноставно продолжив во тоа, продолжив да вложувам и благодарение на тие мои инвестиции што сум ги правил изминатите години и уште тоа го правам, јас дојдов до финансиска независност и јас веќе дури од 2019 година немам некои примања, нешто. Јас сега и со сајтот, значи тоа што го правам као курсеви, тоа ништо не значи. Така да, значи, мојата финансиска независност важи пред се затоа што јас бев едуциран да вложувам во финансиски средства, но најмногу благодарение на криптовалутите, најмногу поради нив. Ако не беа криптовалутите, најверојатно пак ќе вложував во акции, така комодитети, но меѓутоа пак ќе бев во таа замка, во тој систем затворен на работа од јутра до сутра, што би рекле. Тоа е една работа. Сега, во моментов, јас бев и последно во Гран Канарија. Мојата идеја беше да се преселам таму, но меѓутоа, поради таму што не дозволуваат поединци да имаат производство на своја храна, поради тоа одлучив да заминам, да не живеам таму. Инаку отидов со таква идеја, јас бев таму една година. И така да се вратив во Македонија. Македонија ми ги дава тие можности, затоа што земјиштето тука е буквално без пари. Благодарение на луѓето од околу што се тотално неписмени и ги фрлија земјиштата, јас сум во можност да купувам многу земјиште по ефтини цени. Јас тоа го правам и купувам земјиште отприлика моментално, и тоа нешто што сум наследил и тоа што сум го купил. Имам доста земјиште, околу 60.000 квадрати на различни места низ Македонија, и тоа ќе продолжам да го правам, да купувам земја. Мојата идеја е да бидам 100% независен од системот. Без разлика што и да се случи, дури и најлошо сценарио, да бидам тотално независен сам на себе. Затоа што мојот мајндсет е, јас многу пати сум го кажал и повторно ќе спомнам, јас не барам ништо од државата и не сакам ништо од државата. Затоа што сметам дека секој еден човек, индивидуа, треба да има предприемачки дух, без разлика кај се наоѓате во моментот. Јас сум бил работник, како што реков. Меѓутоа, ако го имате мајндсетот, ќе стигнете онаму кај што треба да стигнете. Така да, како што реков, се борам за да бидам 100% независност и на добар пат сум со тоа. Значи, кај да е сега и струјата да биде 100% од обновливи извори, да не бидам поврзан ниту со евана. Значи, тоа е уште последниот чек што треба да го направам. За исхраната веќе го решив и така да, јас и тоа и на семинари, и во книгата го пишав, и многу пати сум го спомнал. Ако сакаат луѓето да бидат независни, ќе мора да се едуцираат и ќе мора да вложуваат во финансиски средства и ќе мора да имаат своја земја и производство на своја храна. Тоа е единствениот начин. А ако чекаат од владите, од банките, тогаш тешко нив, мислам дека многу лошо ќе поминат, особено на периодот што следува, затоа што ќе имаме многу нестабилен период и мислам дека овие војни ќе продолжат, пошто јас очекувам во секој момент да пукне и на истокот кај Кинеското море. Така, Дарко, ти беше првиот гостин на овој канал. Јас благодарение на тој исчекор што го направив тогаш, направив и редица други интервјуа, ама тебе те викам секогаш на драго срце. Ти си првиот што напиша книга на тема криптовалути и си првиот кој што работи семинари, обуки и така натаму. И многу пати зајадливи коментари се појавуваат на тоа, ама мораме да кажеме дека додека луѓето зајадливо коментираат, ние со овие работи пред се ти пишуваме историја. Ова беше мојот коментар и комплимент за тебе. Кажајќи го ова, ние ќе оставиме некои теми кои што ќе се развиваат деновиве да ги обработуваме во некоја наредна прилика. Како што кажав, ќе се обидеме да одиме и во живо наредниот пат, така што и гледачите ќе може да учествуваат. Јас и ти споделивме една идеја пред некој ден, сега нема да ја кажеме која, поврзано со крипто и со Македонија, која што верувам дека повторно ќе биде прва, во која што јас малце ќе го дадам и мојот придонес. Ќе побараме, значи, соработки од други луѓе, нема да кажеме што е тоа, сега само ќе го спомне вака малце интригантно за гледачите, ќе поработиме на тоа. Во меѓувреме ти посакувам успех во тоа што го работиш и ти благодарам што уште еднаш што беше гостин на овој интервју.
Владко, ти благодарам и јас исто ти посакувам се најдобро и поздрав до сите гледачи што не гледа и да не заборават subscribe, лайк и да споделат. Така, фала ти Дарко, секој добро. Секој е добро.